Здраво на сите кои што сакаат да ги прошират своите знаења од областа на машините за еднонасочна струја. Тука ќе разгледаме шантиран мотор на еднонасочна струја со паралелна возбуда, за кој се познати следниве податоци. Номинална моќност на моторот 13 киловати. Номинален напон 220 волти. Номинална струја која што моторот ја зема од мрежа, еднонасочна, 71 ампер. Номинална брзина на вртење 10 вртежи во секунда или 10 секунди на минус прва. Омски отпор на намотката на роторот, односно на индуктот, односно на арматурата 0,25 оми и омски отпор на возбудната намотка на моторот, односно на намотката на индукторот 110 оми. Потребно е да определиме колкав дополнителен отпорник треба да вклучиме во серија со намотката на индуктот со цел брзината на вртење на моторот да се намали на 3,33 вртежи во секунда. Ако при тоа моторот е приклучен кон мрежа со напон, кој што е еднаков на номиналниот, и оптоварен, и ако моторот е оптоварен со номинален момент. Ние сега претпоставуваме дека моторот е номинално оптоварен, односно со оптоварување за онолку колку што е наменет истиот да работи. Велиме дека номинални вредности се вредностите за кои што даден уред, електроенергетски уред, е назначен да работи. Тоа значи дека моментот на оптоварување треба да биде еднаков со номиналниот. Ајде сега да ја видиме задачата под А. Треба да видиме, да определиме колку ќе изнесува дополнителниот отпор кој што е неопходно да го вклучиме во серија со намотката на индуктот, со цел да предизвикаме брзината на вртење на моторот да се намали од 10 вртежи во секунда на 3,33 вртежи во секунда. За таа цел најпрво ќе ја нацртаме електричната шема на овој мотор, на ваквиот тип мотор. Имаме електричен мотор, во серија ставаме дополнителен отпорник. Впрочем, овој мотор со паралелна возбуда, затоа се вика и шантиран мотор. Ајде да видиме, да се подсетиме што е тоа шант. Шантот беше елемент со точно позната отпорност, низ кој кога ќе протече струја, на неговите излези можеме да го видиме напонот. Има некој пат на напон. Тој пат на напон, кој што ќе се јави тука на овој отпорник, на отпорникот РД, всушност ќе влијае врз напонот на кој што моторот е приклучен на мрежа. И на тој начин ќе влијае, бидејќи напонот е цело време е истиот, номиналниот, на тој начин ќе влијае врз индуцираниот напон. Бидејќи индуцираниот напон зависи право пропорционално од возбудниот флукс, од возбудниот магнетски флукс и од брзината на вртење, јасно е дека на тој начин ние постигнуваме влијание врз брзината на вртење на моторот. Многу е едноставно, само треба физички да се свати концептот на работа на моторите на еднонасочна струја, односно на машините, меѓутоа во овој случај машината работи во режим на мотор. И затоа велиме дека моторот е шантиран, тука имаме отпорник на кој што ќе се јави пат на напон на истиот. Возбудната намотка се поврзува паралелно, тоа значи дека се поврзува на истиот напон како и намотката на индуктот. Два елемента, во овој случај возбудната намотка и намотката на индуктот заедно со дополнителниот отпорник, се приклучени на истиот напон, помеѓу две исти точки. Тоа значи дека тие се приклучени паралелно, односно во паралела. Напонот на кој што се приклучени U е еднаков на номиналниот. Во самиот индукт, кој што има отпорност RA, омска отпорност RA, се индуцира напон EA.
Значи, тука се индуцира напон ЕА. Имаме возбудна намотка со отпорност РВ. Понатаму, струјата која што ја земаме од мрежа, таа се дели. Дел од неа е возбудна и таа е многу помала, бидејќи возбудниот отпорник, односно отпорноста на возбудната намотка има многу поголема вредност од отпорноста на намотката на индуктот. Струјата, која што е возбудна, затоа има многу помала вредност и впрочем затоа, кога ќе се види во практика овој мотор, може да се забележи дека спроводниците низ кои што протекуваат струите се разликуваат, односно струјата која што е возбудна, бидејќи е помала, јасно е дека ќе бара и помал напречен пресек на спроводниците. И така во лабораторија и таму кај што се применуваат ваквите мотори може да се забележи всушност за која намотка станува збор, дали станува збор за намотката на индукторот или станува збор за намотката на индуктот, каде што струите се многу поголеми како резултат на тоа што отпорноста на намотката на индуктот е многу помала, значително помала, меѓутоа исто така треба да кажеме дека и токму роторот е оној кој што е поврзан со работниот механизам на моторот, а работниот механизам предизвикува да се јави тоа оптоварување на моторот, а оптоварувањето пак е врзано со струјата која што нормално се зголемува ако се зголеми самото оптоварување со кое што е оптоварен моторот. Така што, јас треба да видам дека ми се бара колкав отпорник дополнителен треба да поврзам во серија со намотката на индуктот, инаку тука протекува струја и А. И кај мотори со паралелна возбуда, мора да кажеме дека струјата што моторот ја зема од мрежа се дели. Дел од неа е струја која што протекува низ арматурата, односно низ индуктот, а другиот дел е струјата која што протекува низ возбудната намотка. Значи не е веќе исто како мотор со серијска возбуда или со независна возбуда. Серијска возбуда, истата струја протекува низ сите намотки, и низ намотката на индуктот, и низ намотката на индукторот. Во овој случај имаме друга ситуација и тоа треба да се нагласи. Сега, кажавме дека струјата се дели, меѓутоа првим да видиме како може да дојдам јас до вредноста на отпорникот кој што треба да биде вклучен со цел да се намали брзината на вртење. Кажавме дека кога ќе протече струја низ отпорникот, целта е да се добие пат на напон. Протекува струја низ некој елемент со отпорност R, на елементот со отпорност R се јавува пат на напон. Тоа значи дека ние треба да тргнеме и поедовна точка да ни биде равенката за рамнотежа на напони кај машините за еднонасочна струја во режим на работа на мотор. Кога имам јас отпорник, додатен, дополнителен, јас не можам да кажам дека станува збор за номинален режим на работа. И во тој момент, во таква ситуација, јас ќе напишам дека напонот на кој што е приклучен моторот, тоа е напонот на индуктот, односно на арматурата, ќе ми биде еднаков на. Значи, дел од него оди да се индуцира напон во намотката на индуктот. И тоа е напонот ЕА. Значи, дел од овој напон оди со цел да се индуцира напон во намотката на индуктот и тоа е ЕА. А друг дел од овој напон оди со цел да ги совлада падовите на напон кои што се јавуваат. Како во отпорникот со отпорност РД, така и во намотката како резултат на тоа што и самата таа намотка има некоја активна, односно омска отпорност. Омска отпорност е отпорноста која што се јавува кога низ намотката протекува еднонасочна струја. Активна отпорност е отпорноста која што се јавува кога низ намотката протекува наизменична струја. Добро. Значи јас треба да напишам индуциран напон плюс
збирот од вкупните, односно од двата отпорника, односно во случајот имаме отпорник РД и другата отпорност е отпорноста на самата намотка на индуктот, меѓутоа каде што има отпорност, кога ќе протече струја се јавува пат на напон, така што делот напонот оди да се индуцира напон во моторот, а другиот дел да ги покрие падовите на напон кои што се јавуваат поради присуството на омски отпори. Едниот отпор е отпорот на намотката на индуктот, а другиот отпор е оној дополнителен или додатен отпорник што го приклучуваме со цел да возможиме регулација на брзината на вртење. Ова тука сега ќе го помножиме со струјата која што протекува, бидејќи имаме оптоварување кое што е номинално, јасно дека струјата ќе биде, впрочем, номиналната струја. Од оваа релација треба да се обидеме да го изразиме РД. Тоа значи дека ЕА ќе го префрлиме на другата страна и ќе имаме дека УА минус ЕА е еднакво на РА плюс РД по ИАН. Односно, од оваа релација ќе се обидеме да го изразиме тоа што ни треба, а тоа е РД. РА плюс РД ќе биде УА минус ЕА врз ИАН. ИАН кога ќе се префрли на другата страна, тогаш е во имењето. Само отпорноста РД, омска отпорност, ќе биде УА минус ЕА врз ИАН, иако омскиот отпор на намотката на индуктот се префрли на другата страна, ќе имаме минус РА. И сега треба да видиме што е тоа што мене ми недостига со цел да ја определам вредноста на овој отпорник. Дали јас знам колку е струјата ИАН? Не знам, меѓутоа знам колку е струјата ИН и знам дека таа се дели. Од тука, струјата ИАН во номинален режим на работа ќе биде струјата ИН намалена за струјата што оди да протекува во возбудната намотка. Значи, минус ИВН. Таа е струјата што останува во намотката на индуктот. Дали јас знам колку е ИВН? Не знам, меѓутоа дали знам на колкав напон е приклучен РВ? Знам. Дали знам колку е отпорноста, односно колкав е отпорот на намотката на индукторот? Знам. Така што УН врз РВ, значи напонот на кој што е приклучен овој отпорник, а тоа е отпорот на намотката на возбудата, односно на возбудната намотка, тоа е на индукторот. Значи напонот на кој што е приклучен тој врз отпорот ќе ни ја даде струјата. Тоа е добро познатиот Омов закон. Значи ова релација доаѓа од Омовиот закон. 220 врз 110. Тоа што го кажавме, возбудната струја нема голема вредност како што има намотката на индуктот. Значи можеме да забележиме дека за возбудната струја добивме вредност од 2 ампера, го поделивме напонот на кој што е приклучена намотката на индукторот со отпорноста на самата намотка. Значи, напонот поделено со отпорноста добиваме струјата 2 ампера. Конечно, струјата на индуктот ќе биде струјата што ја земаме од мрежа намалена за оваа вредност на струјата на индукторот. Значи, 71 минус 2, 69 ампери ќе биде струјата на индуктот. Може да забележиме дека наистина струјата на индуктот е многу пати поголема од струјата на индукторот, односно тоа е така поради тоа што намотката на индукторот има голема отпорност и таа струја служи, не треба да биде многу голема, таа служи само да се создаде возбуден магнетски флукс кој што ми е потребен со цел моторот да може да работи. Во ред. Сега, откако добивме колку е
струјата на индуктот, се враќаме горе, значи во равенката, ни недостига и индуцираниот напон ЕА. Индуцираниот напон ЕА треба да го добиеме, меѓутоа сега треба да размислиме како. Од што зависи индуцираниот напон? Индуцираниот напон знаеме дека зависи од брзината на вртење и од возбудниот магнетски флукс. А бидејќи тука ми се дадени две брзини на вртење, јасно е дека преку некој индуциран напон јас ќе можам да добиам колку е индуцираниот напон во новиот режим на работа, кога моторот се врти со помала брзина на вртење, зошто? Бидејќи се вклучени во серија со намотката на индуктот и дополнителните отпорници или дополнителниот отпорник. Така што, јас можам да го искористам сега токму тоа. Знаеме дека индуцираниот напон зависи право пропорционално од брзината на вртење и од магнетскиот флукс, односно од возбудниот магнетски флукс. Затоа јас можам да ги напишам сега двете равенки, едната во номинален режим на работа, каде што брзината е номинална, а другата во неноминален режим на работа. Ако ги поделам овие равенки, при тоа знам дека возбудната струја не се менува, таа е константна, тоа значи дека и возбудниот магнетски флукс не се менува, бидејќи токму таа го создава истиот. Јасно е дека тогаш константите кај ќе се скратат, тоа се константи кои што зависат од конструктивните параметри на моторите за еднонасочна струја. Возбудните магнетски флуксиви ќе се скратат и ќе имаме една релација која што ми ги поврзува двата индуцирана напона, едниот во новиот режим и другиот во номиналниот режим, со брзините на вртење кои што се јавуваат при тоа. Мене ми треба новиот индуциран напон, ЕА, ќе го префрлам десно, множи, тоа ќе ми биде еднакво на номиналниот индуциран напон, помножено со брзината на вртење врз номиналната брзина на вртење, кој што впрочем ги имам, дадени ми се. Со цел да го најдам новиот индуциран напон, јас треба да го најдам номиналниот индуциран напон, кој што ќе го најдам од равенката за равнотежа на напони, меѓутоа во номинални услови, односно во номинален режим на работа, кога немам дополнителни отпорници, кога моторот е приклучен на номинален напон и кога протекува низ намотката на индуктот и кога тој зема од мрежа номинална струја, а низ индуктот протекува номинална струја на индуктот. Значи, за номинален режим на работа, важи за номинален режим на работа важи следнава равенка. Сега само треба да видиме ова равенка што е за неноминален режим. Значи равенката е иста, само што големините сите се номинални. Значи номиналниот напон е индуцираниот напон номинален плюс ера по струјата номинална, кажавме тука, немаме отпорник дополнителен. Значи напонот на кој што е приклучен моторот, дел од него оди да се индуцира напон во индуктот, а дел да се совлада падот на напон кој што се јавува како резултат на протекување струја низ намотката на индуктот, кој што има отпор РА, омска отпорност. Добро, од тука индуцираниот напон номинален ќе биде напонот UN намален за падот на напон РА по ИН. Ако се заменат вредностите кои што досега ги имам, ќе добиеме дека напонот, индуцираниот напон ЕАН ќе биде 220 минус РА, тоа е 0,25 по струјата номинална која што изнесува на индуктот, која што изнесува 69 ампери.
Ако се пресмета ова, ќе се добие вредност од 202 заприка 75 волти. Ако ова се замени сега за индуцираниот напон, ќе имаме 202 заприка 75 по новата брзина на вртење, таа е 3,33, значи 3,33 врз 10. Ако се пресмета ова, ќе добиеме дека новиот индуциран напон треба да изнесува 67,52 волти. Конечно, ако ова сега го заменам горе, ќе имам дека отпорникот кој што треба да се приклучи, веќе ќе можам да го пресметам, па ќе изнесува 220, тоа е напонот на кој што е приклучен моторот, минус 67,52, тоа е новиот индуциран напон, кога се врти со приклучен дополнителен отпорник, врз струјата на индуктот номинална 69, минус омскиот отпор на намутката на индуктот 0,25. Односно 1,96 оми изнесува отпорот на отпорникот кој што треба да се вклучи во серија со намутката на индуктот 1,96 оми. И со тоа сме го завршиле овој дел од задачата, каде што се бара да видиме колкав отпорник треба да се вклучи со цел да се промени брзината на вртење на самиот мотор. При константно оптоварување, така гласеше задачата. Сега одиме да решиме под Б. Под Б имаме барање, каде што се бара да видиме колку треба да изнесува корисната полезна моќност на моторот и доведената моќност ако моторот работи во услови дадени под точката А. Значи, само треба да видиме колку треба да изнесуваат соодветните моќности на моторот. Влезната моќност која што влегува во уредот лесно се пресметува. Тоа е производ од напонот на кој што моторот е приклучен и струјата која што ја зема од мрежа. Напонот на кој што е приклучен е 220 волти, струјата која што ја зема од мрежа изнесува 71 ампер. Значи, тука ја земаме вкупната струја. Ако ова се пресмета, ќе добиеме 15.620 вати. Ако сакаме во киловати, треба да поделиме со 1000, тоа ќе ни биде 15,62 киловати. И ова е лесно, тоа е всушност влезната моќност, моќноста која што моторот ја користи, ја зема од мрежа, и таа е електрична моќност. Излезната моќност на моторот е механичка моќност, P2. И таа ќе се пресмета како производ од моментот и аголната брзина. Знаеме од физика дека производот од силата и од брзината ја дава моќноста. Во овој случај, бидејќи имаме ротационо движење, силата станува момент, а ниската брзина станува аголна брзина. Сега, знаеме дека моќноста ќе го пресметаме како M2, тоа е излезниот момент, ајде да го напишам со помало двојче, по аголната брзина на моторот, која што се означува со омега. Излезниот момент е константен. Значи, излезниот момент е еднаков со номиналниот. Па затоа, најлесно е, бидејќи ја знам јас номиналната брзина, а инаку, ако повториме, значи велише дека дека моментот на оптоварување е еднаков на номиналниот. Значи, оптоварен е моторот со номинален момент. Тоа значи дека постојат два начина за решавање на задачата. Да се најде номиналниот момент, да се замени тука за новата брзина, да се најде излезната моќност, што е доста лесно,
Меѓутоа, уште полесно е ако ни текне дека јас можам да ја напишам номиналната моќност на моторот, која што е номиналниот момент, кој што е еднаков на излезниот момент на моторот, бидејќи е номинално оптоварен, по номиналната брзина. И да ми текне дека овие две равенки јас можам да ги поделам. Бидејќи моментот на оптоварување е константен, тој ќе се скрати. И ќе остане дека P2 врз P2N, што ми е дадено, тоа е всушност излезната моќност на моторот, е омега врз омега N. Омега е всушност 2πn, бидејќи n ми е дадена во вртежи во секунда. А омега n е 2πnn. Тоа значи дека и 2π ќе се скратат. Константи се. Од тука, за излезната моќност P2 ќе добијам дека е P2n по n врз nn. Излезната моќност е 13 киловати. 13.000 вати. Новата брзина е 3.33, а предходната брзина беше 10 вртежи во секунда. 13 по 3.33, односно запирка 33, поделено со 10 по 1000, тоа е 4.329 вати. И на тој начин сме го нашли барањето каде што се бараше излезната моќност на моторот. Конечно, под В се бара коефициентот на полезно дејство на моторот. А кажавме дека коефициентот на полезно дејство ни кажува колкав дел од влезната моќност станал излезна моќност. Односно, колкав дел од влезната електрична моќност сме успеале да искористиме и да ја предадеме кон работниот механизам на самиот мотор. Во овој случај имаме излезна моќност од 4329 вати и влезна моќност од 15.620 вати. Значи, ова е сега за режимот кога имаме вклучен отпорник. Односно, коефициентот на полезно дејство е 0,2771. Помножено со 100, 27,71%. Можам да искоментирам дека ова е низок коефициент на полезно дејство, поради тоа што голем дел од моќноста што моторот ја зема од мрежа, оди во загуби на моќност во отпорникот, кој што е вклучен во серија со намотката на индуктот. И затоа ваквиот начин на регулација е мощен, неефикасен, поради големите загуби на моќност кои што се јавуваат во моторите на еднонасочна струја. Со тоа сме го разгледале и сме го завршиле овој пример, каде што се повторија некои концепти, како што е равенката за рамнотежа на напони, и каде што видовме како се поврзани моќностите на моторот, електрична и механичка, меѓусебно. Ви благодарам за вниманието. Во следното видео ќе разгледаме друг интересен пример од оваа област.